Добар ден, драги ученици! Се враќаме сега со поинаква содржина на часот по физичко и здравствено образование. Овој пат ќе го користиме новиот реквизит, односно топка. Не мора да биде точно оваква топка, било каква топка ќе ви служи и не мора да биде висок квалитет или доскокно, зашто повеќето од вежби се користи, се држи топката во раце, значи нема да бидат со удирање на топката во подот или во зидот. Денеска нашите колеги професори подготвија одлична содржина и многу забавни вежби. Ке имаме вежби за истегнување, за заегнување на мускулатурата и нормално во овој период како што работиме координација, односно координација за развој на богатството на нашите движња, односно нашата моторичка интелигенција. Па да го проследиме ова сега малку поинакво загревање и потоа малце поинакви вежби за развој на координација. Може да започнеме. Низок джок. И во овој час ќе разликуваме малку повисоко ниво на изведба од вашата лева страна и да кажеме малку вежбање со одреден тип на грешки или пониско ниво на изведба. Значи, вежбички што се сличи на минатиот пат, како што правевме загревање. Одиме во надрачување. 1-20 чекори на прсти, во место, низок джок. Па малку сега да ги одмориме рамениците, одиме позади глава. Што да се види. Над глава. Пред тело. Во предрачување и малце ќе земеме одмор, иако се уште ќе трае делот на загревање, односно во еден дел од часот. Меѓутоа сега од низок джок и рацете ги употребивме со рамениците, но сега почнуваме со висок джок од одење, подигнување на нозете со надколеница во аголо 90 степени, малку да брзуваме и сега ќе се проба топката да се протне под нога со една рака, а да се прифрати од друга страна. Оп. Така. И полека. Во одење внимаваме топката да остане, кој не може да потфати, а може страна, малце повргу, малце повисоко коленици и да дојдеме до еден вид на трчање. Во место. И сега ќе бидете задишани, но ќе направиме дишување со издишување длабоко. Уште еднаш. Длабоко дишувате горе и пополека издишувате надолу. Може да се разлавуваат рацете. И уште еднаш ќе направиме длабоко дишување. Ова не е почетен дел од часот, каде што качуваме телесната температура, подобруваме циркулацијата и ги загреваме мускулите, за да потоа ни престојат повеќе вежби за истегнување на загреаните мускули. Вториот дел од оваа видео презентација е подготвителен, односно истегнување на мускулатурата, од став споен, топка пред тело со две раце фатење, 1-2 на прсти истегнување високо, пак назад со депот. Секоја вежба ќе пробаме да ја изведеме поисправени раце, во високо кревање и во ситуација кога сте малце понееластични, самите екстремитети, раците и нозите ќе бидат совиени повеќе. Високо кревање, телото е исправено, или положба каде што не одиме толку многу назад, а рацете се малку совиени во лактовите. Малку расчекорен став, раце во предрачување, засук во десно, засук во лево. Со две задржувања и може и поглед да оди кон назад. Со поголема амплитуда, значи ротација и на ногате, на карличниот појас, на колковите,
поголемо движење назад и овде ќе имаме помала амплитуда, односно помало движење назад. Се трудите се разбира да погледнете на назад. Одиме сега од истрашен став, раце во надрачување, топка со дераце фатена, отклон во лево, со два зиба, отклон во десно. Секоја страна, Отклонување на во телото. Така. Овде ќе имаме малку посавиени лакти, тука имаме поисправени раце. На едната страна ќе имаме поголемо спуштање, значи, во страничниот пояс, а на другата страна има помало спуштање. Океј. Одиме сега за едно стопало поширок расчекурен став, раце во надрачување, оди напред, долу, позади под нозе, горе на прстите. Долу, позади под нозе, горе на прстите. Тука може би некои ќе не може да допрат со прави нозе, тука ќе ги бидат совиени колениците. Во секој случај топката ќе ни помогне за да допреме. Тоа е едно ниво, да кажеме, подалеку од подлогата. И ако не можете да отидете многу наназад во овој дел од вежбата, значи ќе отидете кај што можете, па макар со малку совиени коленици, но мислам дека после неколку повторувања и мускулите ќе се истегнат и вие ќе можете да правите вежбата на повисоко ниво, односно со поисправени нози. Поширок расчекурен став, полека префрлуваме од раце раменски појас, од труп и ќе пробаме труп со нозе да го поврземе, па ќе одиме малце поедноставно. Преотклон до лева нога, надрачување до десна. Горе, лева, горе, десна. И тука вдишувате нагоре, издишувате странично надолу. Се трудите колениците и нозите, значи, да бидат прави. Високо истегнување нагоре. Целосно олабавете се, спуштате од трупот надолу. Се трудите да отидете и странично, не само надолу. Доколку некој почувствува замори од овие вежби за истегнување, бидејќи се работат правилно од начин изведба е со доста, да речеме, захтевен, може да направи пауза на 4-5 повторување, или пак меѓу вежбите, еве сега ќе направиме 10 секунди пауза, за да може сепак ова вежбање да биде едно пријатно чувство, каде што ќе избегнеме сите мали непријатности што ќе ни пречат во изведба. Од истрашчекурен став ќе направиме кружни движења со труп, а ќе фиксираме во нозе и во Така. колкови, во лева страна. Имате поголемо спуштање овдека, поголем круг, поголема амплитуда на движење и помал круг, помала амплитуда на движење. Се разбира, се трудите да го постигнете ова ниво, значи со поголем круг. И одиме на друга страна. Внимателно сепак. Може и почна да покажеме чисто. Да. Знам. Позади. Долу. Така. Пак, еве како изгледа. Назад. Океј. Сега ќе дадеме од стап споја. Исто малце може да дишеме 10 секунди, не е ништо, не мора да се брза. Стап споја. Топка ќе биде пред тело. Колениците колку може да бидат исправени, јас ќе покажам бочно, колегата Бохи челно. Со спуштање на топка полека во ротирање, да останат колениците исправени. Може до топка, од страна, од оздола, кој колку има можност да истегне, но мора да задржи 8 до 10 секунди во иста положба и полека. Се враќа нагоре, ги одмара малце мускулите, но по вториот пат веќе ефектот треба да биде оној да се постигне и да се овозможи барем пола сантиметар дојдете пониско. Значи, останете како што се наведнати професорите, главата надолу, рацете надолу, грбот совиен, опуштате, издишувате длабоко надолу, задржувате
и потоа полека, без брзање, многу е битно дека без брзање се качите нагоре, никако нагло, да не ви се сврти малце сестра, и заради тоа што е безбедно за мускулите, полека станување. Од споен став, раце пред тело, одиме исчекор со лева нога напред, подчучнување, но во истовремено со раце од предрачување во надрачување горе, поглед нагоре и се враќаме назад. И уште еден исчекор, Поголем исчекор, задржуваме секундата. да имаме поголема стабилност и поубаво да ги стегнеме мускулите Најмалку по 4 пати и на поглед назад, ево кој што гледате. Навидум лесна вежба, но доста тешка вежба за правилна изведба и доста ефикасна вежба, значи за истегнување на мускулите. Може да искористиме одлично помагало е топка за странични подчучнувања, а истегнување на ватеште и надворешните делови на нозете. Значи може да се помогнеме и со топка, подчучнување, исправање, па пак подчучнување на десно. Гледате, повеќето вежби се прават во мошне мал простор, така што овие вежби сите може да ги изведете и безбедно од страна на гледање на предмети што може да ги искршите дома или од мебел. Значи, сосема малку простор, нема многу движења, нагли движења, контрола на движење. Ова вежба можеме сега со блага ротација во скочниот зглоб со петица и да помогне вежба, бидејќи полесно кога ќе имаме без реквизит или со некој друг, да ни биде полесно за изведување. Прсти нагоре, кон таванот, ногата искружена, но топката сега за сега е во улога на помагач при правилна изведба на ова истегнување. Тука некаде го привршуваме овој дел со истегнување. Може би малце подолг, но се работи со топка. Мора да останеме безбедни во нашата мало колење или соба и сепак малку да се соединиме, бидејќи сепак реквизита е нешто странно тело со кое сите вежби треба да ги изведеме и безбедно и правилно за да имаме ефект. Продолжуваме со вежби за координација со топка и да ќе почнеме сепак од раце, бидејќи ја држиме топката во раце, и да речеме како еден полесен дел со кружни движења, да кажеме во една страна, околу глава, 7 до 8 пати. Сега продолжуваме со кружни движења околу труп, значи позади се препади топката од една во друга страна. И иста вежба со став споен околу колена, да речеме, околу нозе или околу подколеница. Тука некако соодветно да може топката да помине кружно. Истото ова може да го повториме во друга страна со 7-8 најмалку, по можно 10 свртување и еве веќе префрлуваме вежби и за нозе, и за труп, и за раците. Одлично. Малце по овое свртување. Ќе направиме релаксирачки вежби, но мора безбедно да се изведат во домашни услови. Може свртување, значи ротација на топка преку прстите, шаките и надлактица, а подлактица и надлактица до рана. Истото може да се проба и на другата рака, внимателно во секој случај, кај што има помалку мебел или кај што може би е покомфорно, и ова вежба може да ја поврземе во едно кружно движење, каде што дури топката можеме цело време да ја контролираме во еден круг. Океј. Одиме со пофрлувања не многу високи, лустер, сијалица, плафон, меѓутоа сепак до 20 см над глава
странични подфрлувања, се сепак нешто што ги активира рацете, супер соодветно, а другиот дел од тело малце го оставаме да одмори од претходните вежби. Океј, сега за да биде поинтересно, малку даваме подфрлување позади грб и паѓање со две раце или по можност во иста рака. Или, хоп, 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 океј. Пробувам исто со лева рака. Друга рака. Може, ќе биде потешко сигурно, но ете, барем ќе направите свртување со трупот и ќе бидете активни во тој дел и полека веќе ќе дојдете до со две раце и на крај веќе со една рака ќе може да изгледа ова движење. Да речеме сега нешто што го пробавме минатиот пат со тенисо топче, меѓутоа оваа топка дозволува сега да одиме со удар напред и фаќање на топка позади тел. Поради одеснување, малку избега, но може да се фати и дури со овие кружни движења, ако вежбата малку и да се усложни. Ја имаме 7-8 пати. Ајде малку поинтересна вежба која што може би ќе бара повеќе број на повторувања чисто ради вас. Ако не може во соба, може во ходник, пред собе што викаме надвор пред домот, поширок расчекорен став, топка во две раце, бара големо удинување, префрлување на топка позади труп и пуштање под носа. Полесна варијанта. Оп, и еве го сега. Странично. Може интересна вежба, бара ротација на дланката. Еве го. Ќе помине. Мора да Еве го. Опа. Опа. со ротација на дланката ќе помогнете да И може, ако некој е за предизвик, да оди со една рака, иако е покажано одлично во пониско ниво, може да оди исто за пробување со една рака, сепак е координацијски одлична вежба за контрола, она што се вика да го смислиме движењето во нашата глава, каде оди нашето тело и каде оди помагалото, реквизитот или што и да имаме на лево раце. Океј, одиме, еве полека да ги смириме овие тапкања. Ќе одиме со топка на подлога, а малку ние да се раздвижиме. Одлична вежба за движење со музика. Одиме, значи топката не треба да се допре, но вртиме кругови околу топка. брейк денсинг како уличен танц. Како уличен танц. И може да се пробува исто од друга страна. Хоп. Внимавате да не ја допрете топката. Секој ќе дадеме малци одмор. Ќе дадеме малку одмор, кажавме дека со Длабоко дишување, длабоко дишување и постепено, убаво целосно издишување надолу. Издишуваме со рацете нагоре, издишуваме со рацете надолу. Длабоко земаме воздух и полниме белите дробови со воздух. И целосно Одиме. издишуваме. слична вежба од положба на снег покрај топка, свртување во заден план. Пак, топката е мотив телото да остане повисоко во задршка и да не ја Јајте топката да биде кај колковите и полека со вртењето, значи внимавајте кога се вртите назад како ја поставувате дланката и ако треба успорете го движењето за да убаво ја поставите дланката. Еве уште една вежба, каде што може да контролираме топката со глава. Значи, покрај размислување, малку и Од положба на снег, значи физички, со малку кренати колкови, со виени лакти, и да ја движиме
да ја оставиме водиме топката со глава. 11. Океј, Интересна и координацијски предизвикувачка вежба. може малце вежба која што може да помогне во одмор, но да ги активира и рацете динамично, нозете повеќе статично, едни осмици во две насоки, да биде Истото може да го правите и со совиени коленици, совиени колена нозе, со исправени нозе, и потесон, Може потесен и последно. поширок став. може последна вежба, вака изморени, дишани, активирани, да му дадеме тежина, да стануваме со ваша десна нога покрај топка и пробуваме со другата лева да направиме контрола на кружно движење на топка околу стојната нога, да речеме, Користите само една нога, и во друг правец. правите неколку крупчиња, барем 3-4 крупчиња во една насока, па потоа во другата насока, а цело време не ја менувате ногата, значи останувате стоејќи на едната нога. И истото може на друга страна. Полека, на вистина по полека овдека, не ја шутирате топката. Мали движења, лесни потурнувања на топката. И на друга страна, секако предизвик. Четвртиот дел од оваа вежба е може би најтешкиот, но веќе телото чувствува што треба да направи и одлично. Останува уште една минутка за вежби за лабавење, бидејќи сме полека при крај на час, имавме доста истегнати нозе, можеме да кажеме, еве сега, сепак се уште држиме топката во нашата нозе, едно лабавење, па, значи лабавење на нозе, сега може преку топка, меѓутоа, сепак, и при вежбите во лабавење ние топката успеваме да ја контролираме. Тоа може малку масажа. Самиот реквизит ќе ви помогне да ви релаксира задната ложа, па кој може дури и до или на целото тело да помогне. Сам со овие 2 до 3 вежби може да завршиме како последна вежба за нозе, за лабавење, да го задвориме целиот комплекс на вежби. Така, мислам дека беше одличен овој час, прекрасни вежби, координацијски доста предизвикувачки и веројатно нема да може да ги исполните сите да ги извежбате вежбите од почеток, но едноставно дајте си време, ќе ги имате видеата и онлайн на YouTube. Не се откажувајте колку и да се некои тешки, верувам дека со доволно време повторување ќе ги научите.